Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. ВМРО-ДПМН заедно со градоначалниците изминатите 2 викенда ги креираше буџетите на општините за 2023 година. Најпрвин, транспарентно градоначалниците дадоа своји отчети за сработеното за изминатата една година од својот мандат. А сега, преку отворени денови во општините собираат идеи и предлози за поубави и современи општини. ВМРО-ДПМН иновира. ВМРО-ДПМН заедно со граѓаните гради модерни општини со кои ќе создаваме подобра иднина за сите граѓани. Интересот за оваа акција од страна на граѓаните беше огромен. За прв пат, граѓаните активно се вклучија во креирањето на буџетите на нивните општини. Задоволни сме од одзивот и динамиката за реализирање на оваа активност, каде што сакаме да ги вклучиме активно граѓаните да допринесат за развојот на нивните општини. Почитувани, со акцијата Биди дел од промените што носат иднина и преку интернет порталот budget.mk овие 2 недели беа собрани 2092 идеи за над 40 општини, каде што градоначалниците се од редовите на ВМРО-ДПМН. Овие идеи и проекти ќе бидат сериозно разгледани од стручни и професионални тимови. Сите реални проекти и идеи ќе бидат инкорпорирани во програмите и буџетите на општините за наредната календарска година. Од досега разгледаните идеи и проекти, како и од капиталните проекти веќе вклучени во програмите на општините, 2023 година во овие општини ќе биде година на градежна офанзива, година на културата и спортот, година за животната средина. Градоначалниците на ВМРО-ДПМН и понатаму продолжуваат отчетно, транспарентно и одговорно да раководат со општините. ВМРО-ДПМН е политичка партија која што е од народот и за народот. Благодарам на вниманието, повелете со прашање. Томски токушто пристигна прашање до прес-центарот. Во насока на коментар, повторно денеска има дојави за поставени бомби, па во однос на тоа што прави полицијата, што прави калат во однос на овие ситуации кои што се подолго траат. Благодарам на прашањето. Кога не бркаат криминалци, кога даваат пасоши на белосветски криминалци, кога синови на помошници, министри беснеат по скопските улици, кога им крадат оружје од полициски депоа, кога криминалци бркаат полицајци од станици, што уште треба да се случи за министерот Спасовски да си поднесе оставка? Постојат дојави за бомби кои го парализираат системот, покажува дека системот не функционира. Спасовски си поднесе оставка поради акутната неспособност и парализирањето на системот. Благодарам.